Како велат со домашен есап, на пазар не се излегува затоа што остануваш со кратки ракави. Се, ако е во летно време, добро е да се со кратки ракави, ама има 4 годишни времиња. Како се случува тоа да се креираат добри политики, а на крај на терен да не функционираат? Или пак може да се случи некоја бајата или така од ракав истресена политика искрирана, на крајот од денот сепак да излезе добро? Јас не знам, ама за тоа ќе ја прашаме за многу други работи мојата гостинка. Добар ден за доктор Марија Ристеска, која што е извршна директорка на Центарот за истражување и креирање политики. Добар ден и благодарам за поканата. Истражувате политики, а за 20-18 години, значи сте се изнагледали и значитали политики во обкружувањето, не само домашни. И ме интересира, зошто навистина некогаш добро искрирани дома политики не функционираат на терен? Па не знам дали би ги нарекла тогаш тие политики добри политики. Ама според учебникот се добри, затоа што сите стандарди сме ги задоволиле. За да биде една политика добра, треба таа да биде основана на докази, значи да биде да одговара на реалните потреби на луѓето. Обично кај нас се прават политики кои што се инспирирани од модели кои ги гледаме во странство или пак модели кои што ни се препишани од Европската унија преку директивите кои што таа ги има. Но за да тие функционираат во Македонија, потребно е истите да бидат адаптирани на потребите на граѓаните во земјата, затоа што граѓаните во нашата земја имаат различни потреби и интереси од оние кои што ги имаат граѓаните во земјите од каде што се инспирирани тие политики. Во суштина и тоа е мисијата на Центарот за истражување и креирање политики, да создава датабази, да создава истражувачка база, да создава докази, на основа на кои ќе се развиваат автономни македонски решенија за проблемите кои што македонските граѓани ги имаат, кои што ќе се спроведуваат на начин кој што е адаптиран на потребите и на капацитетите на нашата државна служба, заради тоа што можете да имате прекрасна политика, но да немате капацитет да ја спроведете истата, и да бидат организирани фазно, да бидат спроведувани според финансискиот и човековиот и оперативниот, значи во смисла на опрема која што имаме и така натаму, капацитет на нашата служба. Тоа значи во превод, вака домашен превод, колку и да се обидуваме да припишуваме, односно да прифатиме некои политики што не се наши, мора да ја завршиме домашната задача дома, односно да ги знаеме и да ги ставиме домашните мируди, да не биде све странските случаи. Мора да ги знаеме потребите на нашите граѓани. Мораме да ги решаваме автентичните нивни проблеми. Да користиме модели и да се приближуваме до вредностите кои што се нудат и кон кои што стремиме, како што се европските вредности и нивните стандарди, кои што се поставени од директивите, но на македонски начин, односно на адаптирани на потребите, македонските потреби и на условите кои што ние ги имаме. Само таквите политики можат да бидат ефективно спроведувани од страна на државната служба. Само таквите политики можат да создаваат јавно добро за нашите граѓани. И тоа да има бумеранг ефект на политичката власт која што би ги поддржала таквите политики, би ги предложила, усвоила, би донела одлука, тој бумеранг ефект се однесува на довербата која што граѓаните би ја вратиле на таквата власт доколку креира такви политики. Тоа се политики кои одговараат на потребите на граѓаните. Сега бидејќи имаме од мноштвото домашни задачи што треба да се ги изработиме дома, се тие дека треба да го набилдаме доверието во судската власт, кој што не е паднато до 8%. Тоа е едната, а другата задача е таа пуста корупција во државата, каде што огромна комоција чувствуваат дел од државните службеници, бидејќи
сметаат дека тоа за големото око на Европа и на Запад не може така бргу да биде видливо, ама како што гледаме видливо и ни удираат по нос цело време кој како стигне и ни го кажува тоа како домашна задача што треба да си ја завршиме. Дали се поставени добро координатите за да се реши таа домашна задача или што треба да се менува? Мислам дека кај нас има повеќе проблеми од овие што ги наведовте. Првенствено имаме, и не само во Македонија, мислам дека на целиот европски континент имаме една криза на репрезентативната демократија, каде што граѓаните ги немаат вистинските представници во власта, каде што имаме малцински влади насекаде низ Европа, кои што се коалициони, кои што мачат да гласат политики кои што ќе ги спроведуваат. Политиките не одговараат целосно на потребите на граѓаните и тоа резултира со различни видови на трендови, на феномени кои што се појавуваат од радикализација до многу мала излазност на избори, до процеси кои што се дезинтегративни, како што ни се случуваше со Брекзит, како што ни се случува, да речеме, со не проширувањето на Европската монетарна унија во останатите европски земји, прифаќањето на еврото како заедничка валута се уште не е завршена мисија. Но во Македонија малцинските влади што велите вие не мора нужно да значат таков хендикеп. Еви Германија во владата споја не споиви, нели? Партнери, меѓутоа функционираат. А да речеме ние како Македонија, ако сакаме, треба да учиме од тие што имаат добри политики, добри функционираат. Малцинските влади во принцип имаат помала ефективност во спроведувањето на политиките и тоа е вториот проблем за кој што сакам да зборувам. Значи, вториот најголем проблем кој што го имаме е тоа да не можеме, имаме многу мал капацитет за деливери, за да ја спроведеме политиката. Дел од тоа е системски проблем, заради тоа што кај нас, за жал, самиот процес на креирање политики е формулиран до имплементација. Поставеноста на нашата влада, иако во политичкиот систем е како извршна власт, таа сепак има многу големи ингеренции за креирање на политики и многу мал капацитет за имплементирање на политики. И тоа оневозможува ефективна имплементација, како и непостоењето на капацитет за мониторинг и евалуација, кои што овозможуваат ефективност на политика. Би требало да зависи таа капацитетност? Сигурно не од Европа, сигурно од тоа како ние организираме владата и како ние ја менаџираме владата, како ние ја конципираме извршната власт, не со 14 или повеќе министерства и локалната, така е, туку со помали министерства кои што вршат креирање политики и агенции кои што би спроведувале политики, еден од моделите. Другиот модел е поголеми министерства кои што ќе бидат воедно и креатори, и имплементатори на политики и засилена оверсайт функција, односно функција на надзор од други тела кои што би биле независни и кои што би помогнале да се разреши овој трет проблем за кој што зборувате, а тоа е корупцијата во јавниот сектор. Тоа е задача која што ја немаме завршено. За жал, тој феномен ни е многу проширен. Веќе не се долг период сме повторувачи. За жал, тоа е веќе влезено во културата на народот. Ако ги гледате перцепциите, анкетите за перцепциите на граѓаните во однос на корупцијата, за мене трогателен е фактот дека во суштина поголемиот дел од граѓаните, повеќе од 50%, некогаш биле или пак се во ред со прашањето да дадат било каков вид на
мито и да се стават во една коруптивна врска, дали со администрацијата или пак со било кој друг давател на услуги. Тоа му доаѓа нешто како наследено. Да, кој како дојде, почнува да го практикува затоа што знае дека претходникот добро поминувал, а и па граѓаните па од друга страна се навикнати, па знаете што, дури на една кога треба да се заврши некоја шалтерска, обична шалтерска работа, тие веќе во ташната се го носат кафето. Како нешто што се подразбира дека така треба да функционира. Она што уште повеќе плаши е фактот дека последните анкети покажуваат и веќе поголема по-низок степен на функционалност на институциите, што значи дека и самите не се работи само за перцепција на граѓаните за колку се коруптивни и ефективни институциите во спроведувањето на нивните задачи и ингеренции, туку и самите институции имаат пат во нивната функционалност. Тоа го гледаме и од извештаите на Европа, Америка и така далеку, дека се само перцепција на граѓаните, туку не гледаат тие што сметаме ние дека не гледаат. Знаете, кружи еден виц, вели Кинешкиот зид е импозантен и се гледа од месечината. Македонија е толку мала и се што се прави во нејза не се гледа и затоа толкова комоција имаат тие што се стајани на места каде што треба ред и дисциплина да спроведуваат и работа, да си, како викаат, со лева рака 10 джеб, да си го практикуваат тоа и чмува да не ги лази. Значи, тоа е веќе четвртиот проблем, тоа е владењето на правото, бидејќи оваа состојба која што сега опишавте е всушност состојба на кривични дела кои што се спроведуваат и кои што не се гонат соодветно, односно не се добиваат завршенеца случаите кои што ќе овозможат и доверба на граѓаните во судскиот систем, но и перцепција дека имаме владење на правото, дека правилата кои што се поставени се почитуваат. Марија, на родовата мапа на Европа некако слабо стоиме во тоа каква е родовата поставеност на партиципените во управните одбори, дека помалку жени има, се фали во таа бројка. Зошто толку Европа е податливи се управните одбори како тоа место како се практикува родовата поставеност? Значи, Европската Унија има еден индекс на родова еднаквост, Европскиот институт за родова еднаквост го објавува и во Македонија е направен во 2019 година. Овие податоци од тој индекс ни покажуваат дека Македонија релативно добро котира во однос на другите европски земји. Во просек е само 5,4% поени, всушност подолу од просекот, европскиот просек, но најголемиот успех на Македонија е во политичките критериуми, во доменот моќ, заради тоа што квотите ни овозможуваат 40% учество на жените во политиката, за разлика од европските земји, каде што тоа се практикува, но не е стимулирано од ваква афирмативна акција, како што се родовите квоти. Но би рекла дека позагрижувачки се податоците во доменот пари, каде што во суштина жените имаат најголеми разлики во однос на мажите и тука тоа се мери со повеќе индикатори. Еден е овој кој што вие го наведовте, а тоа е колку жени имаме во управните одбори на компаниите, каде што е моќта на одлучување за тоа како се води економијата и каде што се носат исто така одлуки во однос на распределба на богатството кое што компаниите го создаваат со својата економска активност, но тоа не е единствениот индикатор. Оној кој што повеќе загрижува е да речеме Македонија има една од најниските стапки на активност на жени на пазарот на труд, што значи дека имаме жени кои што не бараат работа, кои што се дома и чишто талент целосно е неотклучен за македонската економија, односно не е искористен, со оглед на тоа што нашата економија
економија се справува со недостаток на работна сила. Сметам дека тоа е еден од најголемите потенцијали за развој на земјата. Друг индикатор кој што исто е загрижувачки е фактот дека жените имаат многу помалку имот на свое име отколку мажите, иако сме еднакви во однос на наследувањето, во однос на стекнувањето на имот во брак и надвор од брак и така натаму, но нашите податоци покажуваат дека околу 27% жени се сопственици на имот, што е најмалку во целиот регион, дури и Косово има повисок процент. Тоа го потегнува прашањето, дали Македонија како општество е подготвена да се еманципира? Или само декларативно ние тоа го правиме кога треба така добро по книги да стои? Видете, ние не само по книги, ние по закон во Македонија имаме еднаков правен режим меѓу мажите и жените, но нормите, вредностите, традицијата, обичаите, начинот како се однесуваме, кои ни се очекувањата од жените се различни од очекувањата кои што ги имаме за мажите и така натаму. Тоа е различно и ја прави играта или пак полето за игра помеѓу мажите и жените да не биде еднакво, односно жените секогаш да имаат определени препреки кои што ќе им ги спречат да ги остварат истите права кои што ги уживаат според законот. Во принцип тие немаат еднакви можности да ги реализираат истите права. И тоа е и работата на сите феминистички организации како и мојата, да создадат политики кои што ќе ги препознаат овие бариери, кои што ќе ги препознаат родовите улоги кои што ги имаат жените и кои што се различни од мажите и ќе овозможат да бидат пресретнати, да бидат помогнати и да истите остварат, да ги остварат преку тоа и еднаквите права кои што им ги утврдуваат законите. Значи, бараме политики кои што не се неутрални и важат исто за мажи и за жени, затоа што жените не се еднакви како и мажите, туку бараме политики кои што ќе ги пресретнат различните потреби и интереси на жените. Добро. На крај ќе ве замолам за едно сосема кратко резиме очекување. Вие на 22 сте носител на една национална конференција Смарт Балкан, каде што ќе треба да се граѓанското општество да се поврзи во Западен Балкан, за да може да испливаат позитивните перцепции што ги има и Балканот, ги има Балканот и тие позитивни перцепции. Како е замислена оваа конференција што ја правите со поддршка на Босна и Херцеговина и на Албанија, со донации од Кралството Норвешка, и што е суштината, што треба да произлезе од неја како порака? Благодарам за ова прашање. Би сакала да информирам јавноста дека Центарот за истражување и креирање политики заедно со Центарот за промоција на граѓанското општество од Босна и Институтот за демократија и медијација од Албанија е спроведувач на проектот Смарт Балкан, кој што е финансиран од Кралството Норвешка и кој што ќе канализира целокупната помош која што норвешката влада има за Балканот во следните 4 години. Проектот е со вредност од над 17 милиони евра, од кои што 14 милиони евра ќе одат во поддршка директна на невладини организации и медиуми. Оваа програма ќе биде спроведена преку различни видови на грантови шеми. Ќе имаме интервенции на национално ниво, на локално ниво, ќе имаме посебни интервенции кои што ќе ги спроведуваме заедно со медиумите, со креативната заедница во земјите на Западен Балкан. Исто така ќе имаме и интервенции кои што ќе ги поддржуваат регионалните соработки, како и ќе поддржуваме програмски активности на избрана група на организации. Оние организации кои што ќе бидат поддржани, ќе бидат избрани
избрани на конкурентен начин преку повици за поддршка, односно за грантирање. Финансиската поддршка е различна, а за да можете да се информирате каква е и колкава е, ве молам да дојдете во Doubletree Hilton на 22 јуни во 11 Јас ке дојдам, часа. како реков на почетокот, со домашен несап на пазар не се оди, планирав разговорот да го направам како што планирав, ама така ни тргна кај што и забегав малку од прашањата кои што не ви ги поставив, ама тоа ќе го направам кога ќе ви дојдам на роденденска торта на центарот. А што вие славите 18 години, колку што видов од тоа кога сте основани. Благодарам, Марија, што бевте гостин во утрински брифинг, а почитувани гледачи, благодарам што не следевте во утрински брифинг.